Социјалдемократскиот сојуз и парламентарното мнозинство се обидуваат да го пролонгираат договорениот датум за локалните избори, со што го ставаат во прашање нормалното функционирање на локалната самоуправа, обвинуваат од ВМРО-ДПМН. Од партијата денеска побараа поскоро распишување на локалните избори заедно со нови парламентарни избори, на кои граѓаните ќе можат да се изјаснат за платформите и програмите на политичките партии. ВМРО-ДПМН оценува дека СДСМ секогаш се однесува калкулантски, ставајќи ги теснопартиските интереси и приоритети пред државните. Република Македонија и низините граѓани не треба да ја плаќаат сметката за антидржавното делување на СДС. Државата не смее да трпи, економијата не смее да стагнира, граѓаните сакаат да одат напред. СДС мора да овозможи одржување на локалните избори, а со нив и предвремени парламентарни избори кои се вистинско долгорочно решение за државата. Локалните избори да се распишат час поскоро, а заедно со нив ВМРО-ДПМН смета дека треба да се одржат и нови предвремени парламентарни избори како излез од кризата во која СДС ја втурна државата. Дел од медиумите деновиве, повикувајќи се на високи партиски извори, објавија дека СДСМ има подготвено план за одложување на локалните избори, кои партиите веќе ги договорија да се одржат на 15 октомври. Според информациите од медиумите, измените на законот за избори ќе бидат ставени на седница, но не како прва точка, а пред нив ќе биде ставен закон за кој однапред се знае дека ќе има долга дискусија од ВМРО-ДПМН. Медиумите пишуваат дека на тој начин ќе се обвини ВМРО-ДПМН за обструкција на локалните избори, а во игра биле повеќе чувствителни закони, како законот за јазиците и закони со кои би се правеле системски смени во судството. Како аргумент во прилог на тезата, медиумите ја посочуваат и изјавата на Али Ахмети, кој по последната средба со Заев рече дека разговарале за што побрзо свикување на седница за да се донесат важни реформски закони, а потоа да се продолжи мандатот на локалните самоуправи. Мандатот на градоначалниците и советите на општините истече на 15 мај. Според договорот на партиите со измените на законите, треба нивниот мандат да биде продолжен до одржувањето на изборите, но додека тие не бидат направени, никој не знае со сигурност што смеа да подпишуваат градоначалниците. Стравувањата се дека вработените во администрацијата на општините може да останат без плати, да имаат проблем против пожарните служби, детски граденки, основни и средни училишта, а додека не се продолжи мандатот, нема да се издаваат ниту градежни дозволи, купопродажба на недвижен имот, адреси за пасош и лични карти.